Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Оваа книга ја напиша Васим Ахмад. Книгата обработува многу важен предмет за смртта на Иса алейхи селам. मैं तेरा दर छोड़ कर Николас Нотович, руски патеписец, во својата книга The Unknown Life of Jesus, непознатиот живот на Исус, пишува дека Исус дошол од Кашмир и Афганистан. Николас го сретнал сер Френсис Јанг Хазбенд на дворот на махараџата на Кашмир, близу до преминот Зоил. Неодамнешните истражувања за Исусовите патувања на исток и пружаат силна подкрепа на книгата на Нотович. Професорот Николаус Роерих во својата книга The Heart of Asia, Срцето на Азија, пишува: ние прво налетавме на необична легенда за Исусовата посета на ова место. Секаде, шурум Централна Азија, Кашмир, Ладах и Тибет, постои верување дека Исус или Хазрети Иса алейхи селам патувал во тој дел на светот. Краток увид во светската историја. Овие историски факти го подкрепуваат нашето верување дека Хазрети Иса алейхи селам дошол во Кашмир и дека кашмирците се потомци на 10 изгумени племиња Израилови. Меѓутоа, уште подобар доказ за Исусовата посета на Кашмирската област е неговиот гроб кој постои и се наоѓа на улица Канајар, Срингар, Кашмир. Оваа гробница, Раузабал, исто така е позната и како гробот на Јус Афат Наби Сахиб, Шахадат Наби и Иса алейхи селам Сахиб. Според добро установените историски наводи, овој Јус Асаф дошол во Кашмир пред повеќе од 1900 години и проповедал во параболи и користел многу од параболите запишани во Евангелијата. Во веродостојните книги на историјата тој е опишан како наби, пратеник. Понатаму, Јус Асаф е библиското име Јасу, што значи собирач, соединувач, што е едно од описните имења на Исус, бидејќи неговата мисија била да ги собере изгубените племиња на Израел под закрилата на Господорот, како што вели и самиот. И други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги приберам, и ќе го чујат гласот мој, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Следните историски наводи исто така ја расветлуваат оваа тема. Тој гроб бил општо познат како гробот на пратеникот. Тој бил принц кој дошол од туѓа земја и бил зафатен со проповедање за кашмирците. Неговото име било Јус Асаф. Јус Асаф пропешачил неколку земји додека не дошол во земјата наречена Кашмир. Тој ја пропатувал целата и таму останал се дури смртта не го затекнала. Кашмирската легенда, ми беше речено, содржи забелешка за пратеникот што овде живеел и поучувал исто како и Исус, во параболи и кратки приказни, кои се раскажуваат во Кашмир до денешен ден. Од тука, Исусовото бегство во Индија и неговата смрт во Сринагар не се далеку од вистината, било таа разумски, научно или историски да е потврдена. За понатамошното проучување на оваа тема, корисно е да се прочита книгата Масих Хиндустан Майн, Исус во Индија, од авторот Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, основачот на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Нема поубав опис на местото кај што живееле во мир и спокој Хазрети Иса алейхи селам и неговата мајка, од каде што заминале до своето вечно живеалиште, од куранскиот опис. Една зарамнета возвишница и тука имаше плод и вода што тече, што е соодветен опис на преубавите долини на Кашмир. Николас Нотович за Кашмир вели: долината на вечното блаженство. Вреди да се спомне дека народот на Кашмир го прифатил Иса алейхи селам. Овде некој ќе праша: ако кашмирците го прифатиле Иса, зошто сега целата област е полна со муслимани?
Одговорот на ова прашање е мощно едноставен. Кога Хазрети Иса алейхи селам дошол, тој исто така донел радосни вести за доаѓањето на Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Кога пораката на исламот дошла до овие краеви, тие ја прифатиле и целото население преминало во ислам. Ако погледнеме низ историјата, ќе видиме дека се случувало некој народ од некое место да одбие некоја порака во некое време, а подосна целото ова население да ја прифати. Ако ја посматраме историјата на Европа, ќе видиме дека нејзините народи во почетокот го одбивале Хазрети Иса алейхи селам, а дека сега целото население е христијанско. Може ли денес да се замисли времето кога цела Германија била против христијанството, кога цела Франција била против христијанството, времето кога цела Англија била против христијанството и така натаму. А сега целата област е под нивна контрола. Така се случило и со овие области, каде што мигрирал Хазрети Иса алейхи селам. Целиот Авганистан и целиот Кашмир го прифатиле исламот, па затоа не наоѓаме христијани во овие предели. За мигрирањето на Иса алейхи селам постои хадис кажување на Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем, кој се споменува во Канз ул Умал, обширната книга со хадиси. Хазрети Абу Хурейра разијаллаху анху таму пренесува дека чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Возвишениот Аллах му објавил на Хазрети Иса: О Иса, продолжи да се движиш од едно место во друго, та да не бидеш прогонуван откако ќе те познаат. Исто така, овој хадис објаснува дека Иса алейхи селам можел да има проблеми со евреите доколку би останал на исто место, и тоа е причината што Аллах Джелешануху му рекол да го напушти тоа место и да оди на друго. Во истата книга постои хадис пренесен од Џабир разијаллаху анху. Хазрети Иса алейхи селам постојано патувал, одел од една земја во друга, и штом ке се стемнело, каде и да се нашол, јадел растенија од џунглата и пил чиста вода. Исто така, овој хадис јасно го опишува и мигрирањето на Хазрети Иса алейхи селам. रो बता Точно објаснување на зборот назул. Сега повторно ќе се вратиме на нашата главна тема, односно на изразите рафа, воздигнување, и назул, симнување, спуштање, доаѓање, поврзано со Хазрети Иса алейхи селам. Не Ахмадија муслиманите велат дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Каква ќе биде вашата состојба кога синот Мерјемин ќе се симне меѓу вас и вашиот имам меѓу вас? Тие велат дека зборот назул укажува на тоа дека Хазрети Иса алейхи селам мора физички да дојде до небесните височини, од што произлегува дека тој е физички жив на небото и го чека своето повторно доаѓање на земјата. Покрај тоа, и дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол дека ќе дојде синот Мерјемин, така што нема сомнение дека лично Хазрети Иса алейхи селам е личноста што ќе дојде. Ние се согласуваме дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем го употребил зборот назул, но не постои ниеден хадис каде што тој спомнал дека назул, симнувањето на Иса алейхи селам, ќе биде од небото. Тие тоа не можат да го направат, бидејќи не постои ниеден хадис што го поддржува нивното тврдење. Две работи, наведени во горниот хадис, бараат понатамошно објаснување. Прво, зборот назул, и второ, зборот Ибн Мерјем. Треба да се запамти дека зборот назул може да значи тој слегол, но овде не може да има никакво протегање на значењето кое би значело тој физички се симнал од небото. Не постојат ни најмали основи за тоа. Уште едно од значењата на зборот назул на арапски е се симнал или дошол. Овој збор во арапскиот јазик се користи за нешто што е важно за луѓето, така што се подвлекува
дека Аллах Джелешануху лично го испратил тој човек и тоа нешто е за добробит на човечките суштества. Истиот збор е употребен и за доаѓањето на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Чесниот Куран вели: Аллах навистина ви спушти опомена, пратеникот кој ви ги кажува ајетите на Аллах. Во овој ајет Бог ја користел формата на истиот тој збор назул за доаѓањето на Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем, но никој не вели дека чесниот пратеник дошол долу физички од небото. Морате да запомните дека Бог помеѓу сите пратеници зборот назул го употребил само за Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем, за да ни укаже на неговиот духовен статус, важноста на неговото доаѓање и неговата близина со Бога. Потоа Бог вели: и ние спуштивме железо. Ние знаеме дека железото не е нафрлано или спуштено на земјата од небото. Бог го користи зборот назул за железото заради неговите важности во секојдневниот човечки живот. Иако постојат други метали повредни од железото, луѓето најмногу корист имале од овој метал и развојот на човековата заедница најмногу зависел од овој метал. Потоа, на друго место, Бог го користи истиот збор, назул, за добиток. Во честниот Куран тој вели: Вашиот Господар за вас пушти 8 видови добиток. Од сите животни луѓето најмногу корист имале од добитокот. Од него тие пиеле млеко, го јаделе месото и го користеле во земјоделството. На друго место, Аллах Джелешануху повторно го користи зборот назул. О, Адемови синови, ние навистина ви спуштивме облека. Секој од нас знае дека облеката не паѓа од небото. Овој збор бил користен за се и за секое нешто. Аллах Джелешануху вели: Нема ни една работа, а да не се кај нас неизините ризници од сите видови, а ние тоа го спуштиме само во одредена мера. Оттаму се гледа дека сите работи во природата се спуштени од Бога, потполно дарувани од Бога, а сепак ние никогаш не ги гледаме спуштени, симнати овие дарови и вредни работи од небото. Затоа зборот назул, симнување, спуштање, доаѓање, кога се користи за доаѓањето на Месијата, не треба да има друго значење. Тој единствено може да ја нагласи важноста, благословите и духовното значење на ветениот Месија. Тој ни најмалку нема за цел да сугерира дека Бог физички ќе го спушти Хазрети Иса алейхи селам од небото. Ибн Мерјем, син на Мерјем. Другото важно прашање е ако Хазрети Иса алейхи селам веќе бил мртов, иако честниот пратеник салаллаху алейхи веселем знаел за тоа, зошто тогаш во предскажувањата за доаѓањето на ветениот имам го користел името Иса ибн Мерјем? Одговорот на ова прашање е дека една личност често се повикува со името на друга, кога постои впечатлива сличност помеѓу тие две личности. Факт е дека религиските предскажувања од секогаш имале некоја подцртана порака во себе. Личност со богобојазност во своето срце, таква, секогаш ќе се обиде да најде интерпретација за предскажувањето, додека другиот буквално ќе ги следи зборовите. Во религиската историја веќе се покажало дека некогаш предскажувањата биле наменети за една личност, а се остварувале на друга. Пред Хазрети Иса алейхи селам, евреите очекувале повторно физичко доаѓање на Илија, од небото, но затоа што тој не се вратил од небото на начин на кој тие очекувале, тие го одбиле тврдењето на Хазрети Иса дека тој е нивниот очекуван Месија. Хазрети Иса алейхи селам им одговорил дека предскажувањето на повторното доаѓање на Елијас било исполнето во личноста на Јован Крстител, тоест Јахија алейхи селам, кој дошол на начин и во духот на Елијас. Хазрети Иса алейхи селам не го оспорил тоа предскажување, туку им советувал правилно да ја прифатат неговата содржина. Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Еселаму алейкум.